Проблемот со медиумите во Македонија нема никаква шанса да се реши затоа што некои сосема погрешно ги поставиле работите и пред јавноста си играат криенка на отворено. Двата политички блока ЗНМ и МАН не се ни обидуваат од шумата да ги водат дрвјата, па шумолат на сите страни, само проблемот да не излезе од нивна контрола и на виделина. Залудни се во таа насока и ценкањата за едно-две уреднички места во МРТВ, затоа што е залудно наводното залагање на слобода, демократија и професионалност и објективност во новинарството. Крајно време е релевантните фактори кои одлучуваат за новинарството да сватат и да разберат дека основниот проблем е во сопственичката структура на медиумите. Ако е јасно дека најголем процент од телевизиите, радијата, весниците и слично се собственост на политички определени газди, на бизнисмени кои се блиски до едната или другата политичка опција, тогаш кој кого залажува дека со некаква компромисна одлука одеднаш сите тие ќе се објективизираат. Во таа насока не смее да се заборави примерот со А1 телевизија, чиј тогашен собственик имаше политички амбиции, но поголеми зверки му ги растурија плановите, како меурот сапуница. Како што не смее да се заборави дека низ државата медиумите ги држат бизнисмените од сферата на конфекционерството, чевларската индустрија, градежништвото, трговијата и слично. Затоа објективни и професионални медиуми во Македонија ќе имат тогаш кога новинарството во свој раце ќе го земат новинарите, како што столарскиот занает е во рацете на столарите, златарскиот на златарите, гранчарскиот на гранчарите. А што партиите не знаат што и како со медиумите, ама чуди што ЗНМ и МАН вртат де лево, де десно, зависно кој со какви ветувања има авта предност. И така ги поделија новинарите на позицијски и опозицијски, за на крај сите да го плаќаат цехот како манипулирана фела, која во денешни услови може да се купи за 200 до 300 евра месечно. А се вели седма сила или во САД четврта власт. Апсурд на апсурдите.